Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте на часот по физичко и здравствено образование, во трето одделение. Јас сум Мимица Синадиновска, наставник во Основното училиште Свети Климент Охридски во Делчево. Оваа наставна содржина која што треба да ја работиме на овој час се вика вежби за обликување на телото. Целите на овој час ќе бидат правилно да ги работите вежбите за оформување на телото, да ви се развијат мускулните групи, подвижноста на зглобовите и превенција од појава на деформитети на телото, да ви се развиваат позитивни емоционални доживувања при моторни активности. Часот го започнуваме со една игра. Замислете дека треба да одите на ливада. Одете на прсти, на пета, на надворешните стапала на нозете, па на внатрешните. Сега движете се во круг со нормално темпо на одење. Ајде да побрзаме. Почнете лесно да трчате низ просторијата. Ајде да летаме како ластовичките. А сега да береме цвеќиња. Можеме ли сега да се извиткаме како поточето? Извиткајте го телото, прво на левата, а потоа на десната страна на телото. Бидејќи се загреавме, почнуваме со главниот дел на часот. Ќе го започнеме со вежби за правилен развој на вратот. Телото се наоѓа во исправена положба. Рацете ставете ги на половината. Правете отклон на главата горе, долу, како што ви е прикажано на сликата подолу. Вежбата повторете ја 5 пати. Сега ставот на телото е исто како во претходната вежба. Правете отклон на главата лево и десно. Целта на оваа вежба е главата што повеќе да се доближи до рамото. Вежбата исто така повторете ја 5 пати. Следната вежба е за правилен развој на рамениот појас и рацете. Седнете на столче. Исправете го трупот и рамениците и движете ги рамењата горе, долу. И оваа вежбичка повторете ја 5 пати. Почетната положба на телото е став на стоење за оваа вежба. Следете ги сликите кои што се прикажани подолу. Значи рацете ставете ги покрај телото. Раширете ги рацете потоа, исправени на левата и десната страна. Потоа кренете ги исправено нагоре, покрај главата. На крај, спуштете ги повторно покрај телото. Оваа вежбичка повторете ја 5 пати. Следната вежба е за правилен развој на дланката. Работете со двете раце истовремено. Постепено свиткувајте ги дланките во сите зглобови се до тупаница, како што гледате на сликата подолу. Вежбата повторете ја 5 пати. Преминуваме на вежби за правилен развој на трупот и нозете. Нозете ставете ги во расчекорен став, како на сликата подолу, а телото свиткајте го нанапред. Со расширени раце, наизменично, допирајте ги прстите од едната нога, а потоа и прстите од другата нога.
И оваа вежбичка повторете ја 5 пати. Сега расширете ги нозете и рацете, а телото да ви биде исправено. Клекнувајте до полуседечка состојба и свиткувајте ги нозете во колената, а истовремено рацете ставете ги зад главата, како на сликата подолу. Вежбата направете ја 5 пати. Ова вежбичка бара да легнете на едната страна. Исправете го телото, главата подпрете ја со раката и кревајте ја ногата во вис. А потоа, на другата страна на телото, истото направете го како што е покажано на сликата. Повторете ја вежбата 5 пати. Бидејќи завршивме со главниот дел од часот, се запознавме со вежбите за обликување на телото. Сега часот ќе го завршиме со една игра за да го опуштиме нашето тело. Играта се вика полжав. Следете ги моите инструкции. Замислете дека вие сте мали полжави кои се спремаат за зимски сон. Легнете и свиткајте се во клопче да ви биде што потопло, а потоа потонете во длабок зимски сон. Дишете длабоко и слушајте го своето дишење. Доаѓа пролет. Многу бавно почнете да се будите. Протегнете се. Весело протрлајте ги очињата и длабоко земете воздух. Радувајте се на пролетта. Драги ученици, ова беше се за овој час. Ви благодарам на вниманието.